толку дека се обидуваме институционално да ограничиме и спречиме омразата. Со други зборови, многу сме далеко од демократско модерно општество, иако декларативно се убедуваме во тоа. За жал, она што може да констатираме е дека говорот на омраза против ЛГБТИ плюс популацијата, а особено кон трансродовата заедница во нашето општество само зема замав. И покрај тоа што безброј пати сме пријавувале документирани случаи на говор на омраза, насочени кон ЛГБТИ заедницата и до полицијата и до јавното обвинителство, се уште немаме ниту еден случај со кој поединец или група бил осуден. Јас лично континуирано сум жртва на говор на омраза, особено од страна на организации кои се здружуваат со единствена цел – да ги негираат правата на ЛГБТИ заедницата и родовата еднаквост. Ме нарекуваат болна, неморална, ми посакуваат ќотек, силување, смрт, не го препознаваат мојот родов идентитет, постојано ми исмејуваат и ми се закануваат. Многу пати до сега сум поднела кривична пријава и сум побарала заштита, но обвинителството и полицијата ништо не превземала. Пораката од институциите до мене е јасна. Мојот живот и животот на трансродовите лица не е подеднакво вреден за заштита. На оваа ситуација се надоврзуваат верските лидери кои повикуваат гласно да не се донесе законот за родова еднаквост и законот за матична евиденција во делот за правното признавање на родот. Да, верските лидери, оние кои уживаат моќ и статус, оние за кои државата прави исклучок од антидискриминација и им овозможува легално да дискриминираат жени при вработување, да наплаќаат даноци, да не плаќаат даноци, а да наплаќаат за добри услуги. Оние кои градат облакодери кај Холидеј спротивно на јавниот интерес и се богатат на грбот на народот кој осиромашува. Тие морализираат за тоа што било жена и како жената треба да се однесува и да изгледа. Тие се земаат за право да шират омраза и да потикнуваат насилство кон ЛГБТИ луѓето и тоа да го викаат морал. Ако тоа е морал, а нашата борба за да не тепаат, вознемируваат, за да се вработуваме и да имаме подеднаква можност за образование е неморална, тогаш треба да се запрашаме дали навистина сакаме да бидеме демократија или теократија.